На денешен ден, 25 февруари. – 1723 година умре англискиот архитект Кристофер Рен, основач на Кралското друштво во Лондон, Академијата на науките, и негов прв председател од 1680 до 1682 година. По пожарот кој го опустоши Лондон во 1666 година, вклучувајќи и 53 цркви, проектираше низа зданија, меѓу кои и монументалната катедрала Свети Павле. 1778 година роден е аргентинскиот генерал и национален херој Хозе де Сан Мартин, ослободител на Аргентина, Чили и Перу од шпанските колонијални власти. Заедно со Симон Боливар го предводеше јужноамериканското движење за независност. Го укина робството, ја прокламираше слободата на печатот, основа библиотеки и настојуваше културно да ја препороди својата земја. 1873 година роден е Енрико Карузо, прочуен италијански оперски пејач. Со незаборавните интерпретации на оперите на Верди, Маскањи и Пучини на сцените низ целиот свет, стана најславниот тенор на своето време. Умре во 1921 година. 1899 година умре основачот на британската новинарска агенција Ройтер, Паул Јулиус фон Ройтер, по потекло германски евреин и неговото вистинско име е Израел Бир Јосафат. Известно време работеше во новинската агенција Аваз во Париз, а потоа ја основа новинската агенција Ройтер, која и до денес се вика по него. Ройтер по француската Аваз, денес Франс Прес, е втора најстара новинарска агенција во светот. 1944 година во Скопје при пробивањето на блокадата на бугарската полиција е убиен Кузман Јосифовски Питу, народен херој на Македонија. Роден е во Прилеп на 23 јуни 1915 година. 1949 година со закон на Народното собрание на Народна република Македонија е основан Универзитетот во Скопје. Со одржувањето на првото универзитетско собрание на 24 април 1949 година е означено раѓањето на универзитетот како највисока научна и образовна институција во Македонија. Во 1969 година, при одбележувањето на 20 годишнината од работата на универзитетот, тој го доби името Универзитет Кирил и Методи, а на 12 ноември 1992 година, со одлуката на Универзитетскиот совет, Универзитетот Кирил и Методи пред името на словенските просветители го доби и епитетот Свети, значи Свети Кирил и Методи. 1954 година египетскиот председател Мухамед Нагиб беше принуден да поднесе оставка, а целата власт како премиер и председател на Револуционерниот совет ја презеде Гамал Абдел Насер, негов близок соработник при соборувањето на кралот Фарук I во јули 1952 година. 1956 година во говорот на 20-тиот конгрес на Комунистичката партија на Советскиот сојуз, Никита Хрушчов го осуди владењето на Сталин. 1972 година советскиот вселенски брод Луна 20 се врати на земјата со примероци од тлото на месечината. 1983 година во Њу Јорк умре Тенеси Вилијамс, американски драмски писател, добитник на 2 Пулицерови награди и автор на многу познати драмски дела, како што се Мачка на вжештениот ламинарен покрив, Нежната птица на младоста, Трамвај наречен Желба и уште многу други. Роден е во Колумбос, во државата Мисисипи на 26 март 1911 година. 1993 година Ким Јонг Сам ја презеде должноста председател на Јужна Кореја, како прв цивил после 32 години на чело на таа азиска држава. 1994 година во Брисел официјално започна да работи амбасадата на Република Македонија. 2003 година умре италијанскиот филмски глумец и режисер Алберто Сорди,
Играше во повеќе од 200 филмови, од кои 20 ги режираше. Негови најпознати филмови се Под римското сонце, Белиот шеик, Ден губи, Херој на нашето време, Мојот син Нерон, Големата војна, Made in Italy, Мал сосема мал граѓанин, а ги режираше филмовите Извинете, дали сте за или против, Италијанецот во Америка. 2007 година. Иран успешно ја лансира првата ракета сателитски носач, дело на домашни научници. Во соработка со Русија, Иран 2 години порано во Вселената го лансираше и сателитот Сина-1.